Момчето, осата и дедовата лекција. Еден сончев ден, Марко си играше во дворот на баба му и дедо му. Дворот беше полн со шарени цвеќиња кои мирисаа прекрасно. Марко реши да набере еден голем букет за баба си за да ја изравнува. Додека подаваше рака кон едно убаво жолто цвеќе, одеднаш почувствува силна болка на прстот. Кога погледна, виде мала оса како одлетува. Ау, ме касна! Извика Марко, трчајќи кон дедо си со солзи во очите. Дедо му веднаш го седна под сенката на оревот, зема малку оцет и го стави на местото. Еве, ова ќе помогне малку да не те пече толку. Зошто ме касна? Сакав само да наберам цвет за баба, праша Марко, уште нервозен. Осите се лоши, дедо. Дедо му се насмевна и рече. Не се лоши, Марко. Осите се многу важни за природата. Марко го погледна зачудено. Како може да бидат важни, кога касаат и боли? Осите имаат своја работа во природата, почна да објаснува дедото. Тие ги јадат штетните инсекти кои можат да ги уништат растенијата и овошките. Ако немаше оси, некои растенија тешко би преживеале. Значи, тие ни помагаат? Праша Марко, почнувајќи да се смирува. Токму така, потврди дедо му. Освен што јадат штетници, тие понекогаш и опрашуваат цветови, слично како пчелите. Благодарение на нив, имаме овоши и зеленчук. Но зошто тогаш ме касна? Праша Марко. Осите напаѓаат само кога мислат дека се во опасност, објасни дедот. Може би си ја исплашил додека беше блиску до незиното гнездо или храната што ја барало. Марко размисли за момент и потоа рече. Добро, дедо, сега разбирам. Осите не се толку лоши како што мислев. Следниот пат ќе бидам повнимателен. Дедо му се насмеа и рече. Така е, Марко. Секое суштество има своја улога во природата, дури и малата оса. Оттогаш Марко со љубопитност ги наблюдуваше сите инсекти во дворот, учејќи од дедо си како да ги почитува и разбере.